Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавоординација, а оваа Тавоординација започнуваме со изјавата на доктор Масинова, која што зборува за вакцинацијата на адолесцентите. Колку истата е клучна и како течеше првиот ден на вакцинацијата. На денешниот ден имавме закажано 34 пациенти кои што беа на возраст под 18 години, со тоа што претежно беа 17 годишни и 6 пациенти на 16 годишна возраст. Од сите тие 34 пациенти кои што ни беа закажани, до сега вакциниравме 16. Другите ги очекуваме до крајот на работното време да се јават за вакцина. Истовремено се одвива и вакцинацијата на терен. Денеска беа во градско Балдовци, каде што се вакцинирани 59 пациенти, плюс уште еден пациент во домашни услови, неподвижен пациент. Исто така тече и вакцинацијата која што е во здравниот дом, во просториите на спортска медицина, каде што се вакцинирани 120 пациенти со прва доза Синовак и вакцинирани се 25 пациенти со втора доза AstraZeneca. И во спортската сала на училиштето Вапцаров продолжуваме со ревакцини. Значи имаме вкупно 4 пункта за вакцинација. Тука за дечињата, во спортска медицина за први дози, во салата Вапцаров за ревакцини и на терен. Така, ве интересира само Синовак и AstraZeneca на моментот во страница или? Вчера во текот на вчерашниот ден примивме одредена количина на Pfizer вакцини, која што пред се е наменета за младите лица под 18 години, меѓутоа зависно од интересот, од колку деца ќе се јават за вакцина, се разбира, ако има можност, ќе вакцинираме и по возрастна група на население со Pfizer. По изјавата на доктор Масинова го слушаме и делот говорот на министерот Венко Филипче на трибината за младите, посветена токму за важноста на вакцинацијата и од моментот дека и адолесцентите треба да ја примат својата вакцина со цел колективен имунитет како и заштита од COVID-19. Во продолжение изјавата на министерот Венко Филипче. Тоа е јавното здравје. Видовме што значи да имаме еден ризик по јавното здравје, не само кај нас, насекаде во светот, да сме соочени со пандемија која што ги менува нашите животи, заради која што мора да воведуваме мерки на кои никој од нас не е навикнат, мерки на рестрикција, на одвоеност, на изолација, а сега имаме инструмент кој што минатата година го немавме, а тоа е вакцината, единствениот инструмент кој што нас ќе ни помогне да го вратиме нашиот живот во нормала. Во изминатиот период, инклузивните политики дозволија да бидат вклучени младите луѓе, да учествуваат со своји совети, да укажуваат на пречките, проблемите и предизвиците со кои што младите луѓе во нашето општество се соочуваат, да ги кажуваат решенијата и токму тие решенија да бидат вградени и во законите и во подзаконските акти, да знаат младите луѓе дека вратите во институциите се отворени, дека институциите се тука токму за нив, да осеќаат и да знаат и да фактички се во процесот на креирање на политики кои што и се наменети токму за нив. Ние не веруваме во наметнати решенија и наметнати политики. Треба решенијата и политиките да служат и на граѓаните, посебно на младите, се со цел да гледаат тука и днината. Премногу долго време тапкавме во место. Огромен број на млади луѓе, мои другари и колеги, веќе не се во земјата. Ја напуштија заради тоа што едни исти проблеми не тиштеа со години. И сега, благодарение на премиерот Зоран Заев, се решија проблемите кои што со деценија држаа земјата во место. Кој ќе кажеше пред 3-4 години дека Грција ќе биде нашиот најголем партнер, најголем поддржувач во Европската Унија. Имавме нерешени проблеми. Ама сега тоа отвара нови перспективи, нови можности. Кога се срушени бариерите, следи градење на мостови. И затоа се тука битни младите луѓе со своите конекции, да ги поттикнеме да патуваат, да запознаваат луѓе, да создаваат пријателства и така се градат мрежите на пријателства. Мрежа на мрежа, и тоа е суштината на животот. Да знаат младите луѓе дека прогресот е можен со разговор, со тоа што ќе разговарат, ќе дебатираат со луѓе кои што имаат поинакви мислења
од нивните и на тој начин ќе постигнат консензус и тоа е се што е суштината на животот. Да се постигне консензус, заради тоа што напредокот е можен само на тој начин. Ние сме тука да го стимулираме тој напредок и да дадеме поддршка. Напредокот не е неизбежен. Тој доаѓа со многу труд, со многу напор, со многу пожртвуваност. И токму на тој начин, со таква пожртвувана работа, овие колеги кои што сега тука седат со мене, покажа како одговорно се менаџира една криза. Марија, со огромниот број на дежурства, 24 часова, посветена работа на грижата и негата на пациентите. Денис, на почетокот со бројните интервјуа, епидемиолошки анкети, теренската работа, а понатаму и во процесот на менаџирање на вакцинацијата, покажа како младите луѓе, ентузијастите, оние во кои што вложивме се со цел да не ја напуштаат земјата, покажа како се штити системот, а со тоа и државата. Тие здравствени работници покажа дека здравствениот систем е еден од столбовите на државата. На ова место сме седеле многу пати и сме дебатирале и за имунизацијата, и за редовниот календар на вакцинација. Ние во периодот во 2018 година се соочивме со една друга епидемија. Тоа беше епидемијата од морбили заради намалениот опфат со вакцинација, пред се заради антивакциналните кампањи, за жал тогаш, а сега гледаме повторно се уште присутни на јавните мрежи и на разни други дебати. И видовме што значи да имате вакцина, да падне опфатот со вакцинација и да се случи епидемија. Со една силна интензивна кампања за промоција на вакцинацијата успеавме таа епидемија да ја сузбиеме за само 6 месеци. Воведовме задолжителна вакцинација и потврди за децата во градинка, во училиште и епидемијата запре. Имаше деца кои што тешко, сериозно заболеа, имаа последици. За жал деца кои починаа заради тоа што беа болни од морбили, а можеле да се спасат. И тоа како еден знак и индикатор. И сега уште еден пандемијата со COVID-19. Зарем има поголем знак, поголем сигнал за тоа колку вреди вакцината од она што бевме сведоци и гледавме минатата година, кога имавме работа со болест за која што нема вакцина. Сега имаме. Технологијата брзо го сработе својот дел, медицинската технологија минатата година. Неколку типови на вакцини се присутни. Огромен е процентот на ефикасност. И сега со една силна масовна вакцинација мора да покажеме и да докажеме дека ние како општество сме спремни да со таква масовна вакцинација го видиме и ефектот и ефективноста од така силно ефикасните вакцини. Ние може да зборуваме со младите луѓе за многу политики. Спомна за младински политики, за инвестиција во младите, земјоделските додатоци, еве сега зголемувањето на стипендиите. И може да збориме све додека не дојде прашање за здравјето. И сваќаме во еден момент дека можеби здравјето не е све, дискутираме за многу теми, ама без здравје се е ништо. И видовме и бевме сведоци. Што значи тоа и оваа година и минатата година. Затоа апелирам сите од вас да се вакцинирате. Да ја пуштите и промовирате идејата и пораката за ефикасноста на вакцините кај сите ваши најблиски. Во вашите работни средини, кај другарите, пријателите, кај вашите комши. Не може да постигнеме соодветен степен на колективен имунитет ако не остана непокриени подрачја или групи на граѓани во нашата земја со вакцини. Затоа се битни младите луѓе со своите комуникации, со своите интензивни контакти, да ја поддржат оваа кампања, да го поддржат здравствениот систем, да не дозволиме повторно да имаме силен бран сега, кога имаме најбитниот инструмент и најефикасниот инструмент во борба со пандемијата, кој што минатата година го немавме. Како што најави и доктор Масинова,
младите, односно адолесцентите од 12 до 18 години се вакцинира само со Pfizer. Но во текот на вчерашниот ден работевме на темата, повторно на истата тема, со соопштение дека во рок од една недела само неколку адолесценти ја примиле вакцината. За сега нема интерес од страна на младите, додека пак од Министерството за здравство велат дека доколку сакаме да направиме колективен имунитет, изголемуваме бројот на ново вакцинирани, ќе мора да се вакцинираат и адолесцентите. Во Струмица само 18 адолесценти вакцинирани. Истите вакцината ја примиле на првиот ден од почетокот на вакцината за возрастната група од 12 до 18 години. Од здравствениот дом во Струмица информираат дека една седмица откако е започната имунизацијата за млади, нема ново пријавени лица. Овие лица се вакцинираат само со Pfizer. Вакцината во моментов е единствената која е дозволена да се користи согласно препораките од внатрешното упатство за оваа категорија за возраста. Имаме вкупно 4 пункта за вакцинација. Тука за дечињата, во спортска медицина за први дози, во салата во Царов за ревакцини и на терен. Така, ме интересира само Синовак и AstraZeneca на моментот во Струмица? Вчера, во текот на вчерашниот ден, примивме одредена количина на Pfizer вакцини, која што пред се е наменета за младите лица под 18 години. Меѓутоа, зависно од интересот, од колку деца ќе се јават за вакцина, се разбира, ако има можност, ќе вакцинираме и по возрастна група на население со Pfizer. Надлежните апелираат граѓаните да ја користат можноста да се вакцинираат. Според нив, појавата на делта сојот на коронавирусот покажува колку е важна вакцинацијата со оглед на тоа дека таа штити од тешка форма на болест и од смрт. Најновите прогнози на здравствените лица е дека потребно да се постигне прак на колективен имунитет од 80 до 85% кај населението, за да се спречи ширењето на вирусот. Но овој прак ќе може да се постигне само ако вакцинацијата бидат опфатени и адолесцентите од 12 до 18 години. А како тече вакцинацијата во целата држава од прилогот на колешката Ивана Вангелова? Вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а во тек е и теренската вакцинација. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со завчера, вакцинирани се вкупно 481.268 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 6.385 граѓани, а завчера вкупно се вакцинирале 19.274 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 800.168 дози вакцини, а ревакцинирани се 318.900 граѓани. Како што соопшти Министерството за здравство, со последните бројки барем една доза вакцина имаат примено 62% од населението над 70 години, 59% од оние над 65 години, 54% од граѓаните над 60 години и 44% од лицата на над 50 години. Граѓаните без закажан термин се вакцинираат во постоечките вакцинални пунктови низ државата. Процесот на теренска вакцинација се одвива на територија на цела држава, со ротации на медицински екипи во секое село, рурално населено место, населба. Сајтот вакцинација.мк е отворен за закажување на термини за вакцинација на децата. Ревакцинацијата се одвива во спортските сали низ градовите во Кавадарци, Куманово, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Охрид, Велес и Прилеп и во спортската сала Борис Трајковски во Скопје. Министерството за здравство апелира до граѓаните да се вклучат во масовното вакцинирање, бидејќи само на овој начин ќе успееме да го победиме вирусот. Во продолжение ги гледаме двата прилога за вакцинацијата во Гевгелија, каков е интересот таму, каква е теренската излезеност и луѓето кои што остануваат дома, односно домашната посета и вакцинацијата во домашни услови. Според статистиката на Општата болница со проширена дејност Гевгелија која ги покрива општините Гевгелија, Богданци и Дојран, досега прва вакцина примиле 7398 граѓани од општините Гевгелија, Богданци и Дојран, додека ревакцинирани се 2321 граѓанин. Заклучно со петок преку теренската вакцинација, прва доза вакцина против COVID-19 примиле 1268 жители и тоа од населените места Богородица, Стојаково, Селемлија, Милетково, Миравци, Давидово, Габро,
Габрово, Петрово, Негорци, Кованец, Нов Дојран, Стар Дојран, Мрзенци, Прдеци, Смоквица, Николик, Црничани, Ѓопчели, Фурка и Ѓавото. Теренската вакцинација денеска продолжува во Богданци, а завршува утре во населените места Моин и Новоконско. Практично со сабота во пунктот во Гевгелија досега се вакцинирани со прва доза 7398 лица. Ревакцинирани се 2321 лице и теренски се вакцинирани 1268 лица. И понатаму продолжува теренската вакцинација. Имаме навистина зголемен интерес и за вакцинација и за прва вакцина без термин. Мислам дека ќе има изголемен интерес за вакцинирање на популацијата меѓу 12 и 18 години со Pfizer, така да према предвидувањата, така се одвива комплетно и вакцинацијата во Гевгелија. Населението не постаро од 60 години се вакцинира со кинеската вакцина Синовак, додека населението од 60 години нагоре со AstraZeneca. За децата и младите од 12 до 17 годишна возраст, имунизацијата е со вакцината на Pfizer. Со согласност на родителите и добиен термин по претходно пријавување на апликацијата vakcinacija.mk. А во продолжение го гледаме прилогот во кој што од Министерство за здравство заедно со кризниот штаб најавуваат дека до крајот на летото нема да имаме нови рестриктивни мерки, можни се со најава од почетокот на септември или од октомври. Нема потреба од нови дополнителни рестриктивни мерки, бидејќи епидемиолошката состојба е стабилна, е оценка од последниот состанок на Комисијата за заштита од заразни болести, која е констатирала лесно зголемување на ковид случаи во Скопје и во Тетово. Според анализите на Комисијата, ширењето на вирусот во Тетово е поради непочитување на препораките и протоколите при организирање семејни и друг тип веселби во затворен простор. Струмичани пак се согласуваат со одлуката да нема нови рестриктивни мерки. Комисијата за заразни болести не донесе нови рестриктивни мерки. Што мислите вие за ваквата одлука? Ја не знам, али не би требало више. Зошто? Затоа што е намален бројот на заразни? Намалено е. Се вакцинираат. Да, и јас сум вакциниран. И тоа. И сите треба да се вакцинират. Што да ти кажам? Мислите ли дека треба да се воведат нови мерки? Не. Мислам дека не треба да се введат нови мерки. Зошто го мислите тоа? Затоа што они најдобро си знаат дека доаѓа короната и како доаѓа. И покрај бројот на активни случаи и позитивни од тестирани за COVID-19, состојбата е стабилна, а во болниците нема притисок од хоспитализации. Комисијата за заразни болести во моментов останува на досега препорачаните мерки, кои би се заостриле во моментот кога ќе се укаже таква потреба. И повторно вакцинацијата во Гевгелија, што велат лекарите, кои се начините да се заштити населението, каква е статистиката во Гевгелија по однос на новопозитивни? Во општата болница со проширена дејност Гевгелија на двата вакцинални пункта започна имунизацијата против COVID-19 на децата и младите од 12 до 17 годишна возраст со вакцината на Pfizer. Со претходно пријавување на апликацијата vakcinacija.mk и добивање термин за вакцинирање. Досега во општина Гевгелија има пријавено 40 деца кои сакаат да се вакцинираат и заштитат од COVID-19. Како што е познато, вакцинирањето не е задолжително и е по своја волја. Имено се уште трае и теренската вакцинација во населените места од трите општини, за кои е надлежна општата болница Гевгелија. Заклучно со 22 јули се вакцинирале 996 граѓани, и тоа од Богородица, Стојаково, Селемлија, Милетково, Миравци, Давидово, Габрово, Петрово, Негорци, Кованец, Нов Дојран, Стар Дојран, Мрзенци, Прдејци, Смоквица, Николик, Црничани и Ѓопчели. Утре и во наредните денови теренската вакцинација продолжува да се спроведува во Фурка, Ѓавото, Богданци, Моин и Новоконско. И за крај на ова издание на емисијата во ординација, прилогот на колешката Ивана Вангелова за кои се потребните документи и потребните тестови за влез во Грција.
Најмалку уште 7 дена во Грција ќе се патува по досегашните протоколи. До 29 јули исти правила за влез во Грција. Освен ПЛФ документот со кој се регистрирате за влез во земјата, останува и потребна потврда дека сте негативни на COVID-19, сте го прележале вирусот или сте вакцинирани со 2 дози на било која вакцина, најмалку 2 седмици по втората доза. Државата е на листата трети земји за кои не важи забраната за влез. Согласно министерската одлука, сите посетители, независно од државјанството и начинот на влез во земјата, имаат 2 опции и една алтернативна можност во однос на документите што треба да ги приложат и се поврзани со COVID-19. Првата опција е целосно да ја имаат завршено вакцинацијата 14 дена пред патувањето и да достават сертификат за вакцинација на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик, издаден од јавна установа и да ги содржи податоците, име и презиме, како што се заведени во пасошот, вид на вакцина и бројот на дози, заедно со датуми кога се примени. Втората можност е со негативен тест или ПСР направен во последните 72 часа пред патувањето или антигенски тест направен 48 часа предходно. И за двете опции тестирањето треба да биде во одобрена од државата на потекло приватна или државна лабораторија, а потврдата да биде на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик, а исто како и за сертификатот треба да ги содржи името и презимето на лицето кое патува, онака како што се заведени во пасошот. Алтернативно, посетителите на Грција може да достават потврда за прележана болест по лабораториско тестирање со ПСР или антигенски тест. Сертификатот се издава 30 дена по првиот позитивен тест и неговата важност е до 180 дена по позитивниот резултат. Документот треба да биде од јавна установа или од лабораторија одобрени од државата на потекло, да ги содржи податоците од пасошот и повторно може да биде на неколку јазици, односно на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик. Европскиот дигитален ковид сертификат е уште една алтернативна можност за влез во Грција. Конкретните обврски за патување важат за лица со наполнети 12 години. Сите посетители на Грција, независно од земјата на потекло, може да бидат подложени на тестирања. Селекцијата се врши согласно здравствениот алгоритам и со помош на кодот од ПЛФ формуларот. Доколку бидете тестирани, ќе треба да ги почекате резултатите. Ако резултатот е позитивен, предвиден е 10-дневен карантин. Додека пак ако се работи за лица кои 14 дена претходно ја завршиле вакцинацијата, тогаш задолжителната изолација е 7 дена. На последниот ден од карантинот потребно е да се направи ПСР тест. За прекршување на законските мерки и обврски предвидени се парични казни од 500 евра. Во одлуката посочено дека туристите за време на нивниот престој во Грција мора да ги почитуваат мерките што важат и за грците. Ова беше последна содржина во емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со Канал Вис. Од мене до гледање.